Звучно списание Панорама, број 242, октомври 2024 година. Панорама, звучно списание на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. 1. Импресу. 242-то издание на звучното списание Панорама представува број на изданието на информирање на слепите и слабовидните лица, членови на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија, за месеци септември и октомври 2024 година. Издава издавачко-информативен центар на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Звучното списание Панорама е снимено на 28.10.2024 година. Звучното издание Панорама е гласник на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија. Излегува еднаш на 2 месеци, односно се снима и се објавува онлайн на SoundCloud и YouTube еднаш месечно. Примероците од списанието не се враќаат. Звучното списание Панорама представува бесплатен примерок. Издавач Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија, улица 11 октомври 42А, зграда на Дом на хуманитарни организации Даре Џамбас 1000 Скопје. Телефон за контакт 02 32 46 537. Електронска пошта info@nssrm.org.mk. Интернет адреса www.nssrm.org.mk. Уредници Методи Атанасов, Глигор Самарџиски. Презентер на текстовите Глигор Самарџиски. Електронска монтажа Методи Атанасов. Ракописите и текстовите кои сакате да бидат објавени во звучното списание Панорама, испраќате ги на адреса Дом на хуманитарните организации на Република Северна Македонија, Даре Џамбас, Скопје, улица 11 октомври 42А, 1000 Скопје, за Национален сојуз на слепите на Република Северна Македонија или пак преку електронска пошта на panorama@nssrm.org.mk. 2. Напомена. Звучното списание Панорама го задржува правото дали и кога ќе ги објави сите доставени текстови исклучиво во согласност со редакцијската динамика. Штом бидат испратени авторските права во однос на материјалите, се префрлаат на Националниот сојуз на слепите на Република Северна Македонија како издавач на звучното списание Панорама. За текстовите кои ќе бидат објавени во звучното списание Панорама, не се плаќа надоместок од страна на издавачот. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама не се ставови на издавачот, Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Ставовите кои се изнесени во текстовите на звучното списание Панорама се исклучиво ставови на авторите на текстовите. Звучното списание Панорама прифаќа исклучиво материјали кои се конструктивни и не содржат текстови кои се против законите во Република Северна Македонија. За да бидат објавени вашите коментари, треба да бидат исклучиво во контекст на темата на текстот и да се достоинствени кон авторот и останатите коментатори. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирајте го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме доставете ги на електронска пошта на panorama@nssrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи www.nssrm.org.mk во делот списанија Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. 3. Содржина. 3.1. Предлог измени на Законот за основно образование и Законот за средно образование. 3.2. Подобрување на пристапноста во општина Кисела Вода. 3.3. Локален настан Storytelling Beyond Sight. 3.4. Куп на Македонија во голбал 2024. 3.5. Состанок на Комисијата за врски со Европската Унија, составен дел на ЕБУ. 3.6. Сенс Спорт, нов проект на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. 3.7. Меѓународен надпревар во готвење за лица со визуелна попреченост Golden Eye Chef 2024.
3.8. Надпревар во готвење кулинарско платно 2024 година. 3.9. Унгарија. Услуга за далечинска помош за слепи и лица со оштетен вид. 3.10. Потесна соработка. Прв форум за размена на лидерство на Европската унија на слепи. 11. 40 години од основањето на ЕБО. 3.12. Влијанието на кризата со трошоците за живот врз лицата со попреченост. 3.13. Нова шаховска емисија на ЕСИ радио. 1. Предлог измени на Законот за основно образование и Законот за средно образование. Представници на Националниот сојуз на слепи во текот на месец септември учествуваа на работен состанок организиран од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, заедно со други национални сојузи на лица со попреченост и ресурсниот центар на родители на деца со попреченост. На состанокот беа разгледани новите предлог измени на Законот за основно образование и новиот предлог Закон за средно образование, со посебен акцент на инклузивното образование. Целта на овој состанок беше да се слушнат мислењата на организациите за предложените решенија и да се осигура дека сите деца, вклучително и децата со попреченост, имаат еднаков пристап до квалитетно образование. Беше нагласено дека инклузивноста, достапноста и почитувањето на принципите за најдобар интерес на детето се од клучно значење за развој на современ образовен систем кој обезбедува еднакви можности за сите ученици. Националниот сојуз на слепи ќе продолжи активно да учествува во процесот на консултации со цел да придонесе конкреирање на поинклузивни образовни политики и да обезбеди правата на лицата со оштетен вид да бидат целосно почитувани. 2. Подобрување на пристапноста во општина Кисела Вода. На 17 септември 2024 година представници на Националниот сојуз на Република Северна Македонија земаа активно учество во официјалната презентација на иницијативата на општина Кисела Вода, која воведе нови мерки за подобрување на пристапноста за лицата со попреченост. Оваа иницијатива вклучува поставување на тактилни патики, брајаво писмо на сите врати на административните сектори и назначување на офицер за комуникација со лицата со попреченост. Како Национален сојуз ја поддржуваме оваа иницијатива и истекнуваме нејзиното значење за нашите членови. На настанот присуствуваше претседателот на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија Жарко Селковски, кој прв ги искористи ново поставените тактилни патики и имаше можност да се увери во практичната употреба на овие ново воведени мерки. Селковски истакна дека оваа иницијатива представува значаен чекор за зголемување на самостојноста на лицата со оштетен вид и нивна можност за рамноправен пристап до јавните услуги. 3. Локален настан Storytelling Beyond Sight. На 13 септември во Скопје успешно се одржа настанот Storytelling Beyond Sight, каде учесниците играа кампањата Пророштвото повторно се раѓа од книгата Инклузивни кампањи, користејќи го D&D Theater of Mind системот. На овој настан учество земаа вкупно 17 учесници, меѓу кои и лица со оштетен вид, представници на НССРСМ кои беа водени од искусен мастер, а две групи играчи го истражуваа исчезнувањето на артефактот од Храмот на водата. Овој инклузивен настан има возможност на лицата со оштетен вид да учествуваат со помош на тактилни материјали, со целосна достапност и ангажираност во игрите на луѓе. 4. Куп на Македонија во голбал 2024. Во текот на месец септември во Скопје се одржа Купот на Македонија во голбал за 2024 година, на кој представници од Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија земаа учество, активно следејќи го надпреварувањето. Овој спортски настан, кој го организираше Националната спортска федерација на слепи на Република Северна Македонија, представуваше вистинско празнување на голбалот и промоција на спортот меѓу лицата со оштетен вид. Надпреварувањето помина во исклучително спортска атмосфера, каде тимовите покажаа високо ниво на подготвеност, борбеност и спортски дух. Како и претходната година, резултатите беа неизвестни до последниот момент, а крајниот исход беше кронисување на новиот шампион во голбал. Конечен пласман, Феникс Скопје, нов шампион на Македонија во голбал за 2024 година. Голбал Визија второпласирани со одлична игра до самиот крај. Прилеп го освоја третото место со силен настап, додека пак Битола ги покажаа своите вештини и спортски дух и го освоја четвртото место. 5. Состанок на Комисијата за врски со Европската унија, составен дел на ЕБО.
Во период од 25.10.2024 година до 27.10.2024 година секретарот Глигорчо Самарџички и Блаже Зафиров, членот на Комисијата за врски со Европската унија, формирана од страна на Европската унија на слепите, земаа учество на средбата на Комисијата за врски со ЕУ во Варшава, Република Полска. Состанокот започна со добре дојде и преглед на годишните достигнувања, вклучувајќи ја кампањата за европските избори 2024 и напредокот на картичката за лицата со попреченост. Се дискутираше за идното полско председателство на Европската унија, новиот состав на Европскиот парламент и соработката со новата Европска комисија. На 27.10.2024 година беа поставени стратешките приоритети за 2025 пристапот до рекреативни спортови и процесот на европскиот семестар. Состанокот заврши со заклучоци од претседателката на ЕБУ. 6. Сенс Спорт, нов проект на Националниот сојуз на слепи на Република Северна Македонија. Националниот сојуз на слепи во месец октомври официјално го склучи договорот со Европската унија за реализација на проектот за спорт Сенс, чија цел ќе биде вклучување на лицата со оштетен вид во боречките вештини и зголемување на физичката активност, подобрување на рамнотежата и чувството на заедништво. Соработуваме со партнери од Грција, Кипар и Словенија и ќе обезбедиме ресурси за инструкторите по боречки вештини, а истовремено ќе креираме и пристапна онлайн платформа. 7. Меѓународен надпревар во готвење за лица со визуелна попреченост Golden Eye Chef 2024 година. Се одржа светското првенство за слепи во готвење Golden Eye Chef 2024 година, на кој учествуваа наши представници Радка Милошевска од Тетово и Бојан Велјановски од Свети Николе, кои што се представија со традиционални македонски специјалитети кои годинава требаше да бидат во духот на здравиот живот и здравата исхрана. По првичните резултати, Бојан Велјановски имаше убедливо водство во својата дисциплина и има големи шанси да го освои првото место. Резултатите ќе бидат објавени на јавен Zoom линк на кој ќе се објават истите. На 23 и 24 ноември 2024 година, за прв пат од своето постоење, Националниот сојуз на слепи ќе организира надпревар во готвење за своите членови. На отворен повик за сите кулинарски ентузијасти се пријавија 7 надпреварувачи и тоа: Бојан Велјановски од Свети Николе, Радка Милошевска од Тетово, Силвана Стојанова од Струмица, Весна Спасовска од Велес, Родна Демирова од Кавадарци, Лазо Трајков од Гевгелија и Славица Димитрова од Кочани. Надпреварот ќе биде проследен од техничко жири кој на крајот ќе го одбере најубавиот рецепт. 9. Унгарија. Услуга за далечинска помош за слепи и лица со оштетен вид. Унгарската федерација на слепи и лица со оштетен вид ја воведе Tapcam Remote Eye во 2018-2019 година. Услуга за далечинска помош за слепи и лица со оштетен вид. Достапна преку ИКТ уреди, услугата брзо стана популарна поради нејзината достапност 24/7 низ цела Унгарија. Во јули 2024 година анкета на корисници истакна потреба за интеграција на вештачката интелигенција и пристап преку мобилна апликација. Како одговор, Федерацијата склучи партнерство со Be My Eyes, обезбедувајќи тест API за да ги реши проблемите на корисниците. Соработката резултираше со успешна интеграција на нови карактеристики, вклучувајќи поддршка за вештачка интелигенција. Од 15 октомври 2024 година Tapcam е достапен преку апликацијата Be My Eyes, нудејќи подобрена пристапност и независност за корисниците. Доктор Моника Нагне Берке, раководителката на услугите, ја потврди важноста на ова решение за подобрување на секојдневниот живот на слепите и лицата со оштетен вид. 10. Потесна соработка. Прв форум за размена на лидерство на ЕБУ. На 25 и 26 октомври 20 учесници од 13 земји се собраа во Париз на првиот форум за размена на лидерство ЛЕВ, нова иницијатива на ЕБУ која ги обединува директорите од организациите членки. Форумот има за цел да сподели најдобри практики помеѓу земјите, да потекне стратешко размислување за движењето за слепи лица во Европа и да охрабри соработка за поголемо влијание. И покрај актуелните предизвици, средбата беше обележена со надеж и единство. Учесниците идентификуваа заеднички приоритети како што се дигитална пристапност, вработување, мобилност, здравствени услуги, образование и слободните активности. Овие заеднички прашања потенцираат потребата за колективна акција за надминување на предизвиците со кои се соочуваат слепите и лицата со оштетен вид. Резултатите од форумот ќе обликуваат идната стратешка програма на ЕБУ и ќе ги насочат дискусиите на следното генерално собрание. Клучни теми се зајакнување на застапувањето, балансирање на потребите на членовите во ЕУ и надвор од неа и унапредување на соработката низ Европа.
Учесниците се согласија дека следните 2 години нудат значајни можности за подобрување на застапувањето и представувањето на слепите и лицата со оштетен вид. 11. 40 години од основањето на ЕБУ. На 26 октомври Светската унија на слепи го одбележува своето 40 годишно постоење, прославувајќи 4 децении посветеност за подобрување на животот на слепите и лицата со оштетен вид ширум светот. Од своето основање во 1984 година, Светската унија за слепи е застапник за човекови права, еднакви можности и пристапност за сите. Денес, Светската унија на слепи представува 190 земји членки, застапувајќи околу 253 милиони слепи лица и лица со оштетен вид. Низ својата историја, организацијата беше предводник во значајни иницијативи како Маракешкиот договор, инклузивно урбано планирање и напредување на пристапноста во образованието и технологијата. Во моментот, Светската унија на слепи води напори во области како достапни автономни возила и правична вештачка интелигенција. Во иднина, Светската унија на слепи останува посветена на својата основна мисија да обезбеди остварување на правата, слободите и достоинството на слепите и лицата со оштетен вид низ целиот свет. 12. Влијанието на кризата со трошоците за живот врз лицата со попреченост. ADF го посвети својот извештај за човекови права од 2020 година на прашањето за сиромаштво и социјална исклученост со кои се соочуваат лицата со попреченост. Извештајот се базираше на податоци на ниво на ЕУ од 2018 година, кои беа најнови достапни податоци во тоа време. Сиромаштијата и социјалната исклученост веќе беа значајни проблеми за лицата со попреченост во Европа. Овие прашања беа дополнително влошени од смртоносната глобална пандемија и војната во Украина. Покрај разорните ефекти врз животите на безброј луѓе, овие настани донесоа висока инфлација и криза со трошоците за живот. Стапките на сиромаштија остануваат стабилни, но разликите остануваат. Новата база на податоци за попреченост на Евростат овозможува споредба на стапките на сиромаштија од 2023 и 2018. Изненадувачки, просечната стапка на лицата со попреченост во ЕУ кои се изложени на ризик од сиромаштија и социјална исклученост не се зголеми и покрај социоекономските предизвици со кои се соочува Европа. Стапката на лицата со попреченост изложени на ризик од сиромаштија благо се намали од 29,3% на 28,8%. Ова сепак е алармантен податок што нагласува колку е потешко за лицата со попреченост да ги покријат своите основни потреби. Разликата е голема. 18% од лицата без попреченост се изложени на ризик на сиромаштија, што представува разлика од 10% поени. Напредок имаме во некои земји. Некои членки кои беа истакнати во извештајот од 2022 година како земји со високи стапки на сиромаштија за лицата со попреченост направиа значителен напредок. Во Бугарија стапката на лицата на сиромаштија за лицата со попреченост се намали од 50% на 42,2%. Во Романија се намали од 46,5 на 39,4%. Во Литванија стапката се намали од 45,2 на 42,7%. Во Латвија се намали од 44,4 на 38,5%. Во Ирска стапката се намали од 38,2 на 32,7%. Влошување имаме во 13 земји. 13 земји членки на Европската унија забележаа зголемување на ризикот од сиромаштија и социјална исклученост кај лицата со попреченост. Тука најистакнати се Франција, каде што стапката се зголеми од 21,9 на 27%, во Хрватска од 33,4 на 37,5%, во Унгарија се зголеми од 28,8 на 32,4%, во Холандија од 22,5 на 25,5%. Трошоците за домување и храна го оптоваруваат буџетот. Порастот на трошоците за домување предизвикува дополнителен финансиски товар за лицата со попреченост. Во 2023 година трошоците за домување изнесуваат 30,2% од расположливиот приход во споредба со 27,4% во 2018. Трошоците за храна, особено поради инфлацијата, представуваат значителен товар. Во 2023 година 13,8% од лицата со попреченост не можат да се дозволат оброк со месо, пилешко, риба или соодветен вегетаријански еквивалент секој втор ден, споредено со 11,9% во 2018 година. Препораки. Се повикува Европската комисија да ја адресира оваа состојба преку амбициозни активности како продолжение на нејзината ЕУ стратегија за правата на лицата со попреченост. Воспоставување гаранција за вработување и вештини за лицата со попреченост, детално истражување на дополнителни трошоци за живот за лицата со попреченост, приоритетно финансирање на пристапно и достапно домување преку фондовите за регионален развој на Европската унија,
овозможување задржување на доместокот за попреченост при вработување, донесување на ЕУ законодавство за достапност и пристапност на асистивни технологии. 13. Нова шаховска емисија на ЕСИ радио. На радио ЕСИ започна со снимање емисијата Шах со ЕСИ, која се фокусира на шахот како игра која поврзува и предизвикува. Емисијата е наменета за сите кои сакаат да научат повеќе за стратегиите, партиите и приказите од светот на шахот. Слушателите ќе имаат можност да чуат разговори со тренери, играчи и ентузијасти кои ја споделуваат својата љубов кон играта. Програмата се обидува да покаже како шахот може да биде достапен и интересен за секого, без разлика на нивото на искуство. Шах со ЕСИ е место за размислување, учење и споделување за сите љубители на оваа древна игра. Крај. Почитувани слушатели, ви благодариме за вниманието кое го пројавивте за звучното списание Панорама. За да го добивате звучното списание Панорама, ве молиме контактирайте го секретарот или секретарката на вашето локално здружение на слепи лица, кој ќе ви обезбеди формулар преку кој ќе се пријавите за да го добивате списанието и на кој можете да одберете дали ќе ви се доставува на домашна адреса, на електронска пошта или на двата наведени начини. Вашите коментари, текстови и авторски дела ве молиме да ставите ги на електронска пошта на panorama@nsrm.org.mk. Напоменуваме дека звучното списание Панорама е достапно и на страната на Националниот сојуз на слепи www.nsrm.org.mk. Делот списание Панорама. Во звучното списание Панорама се објавуваат прилози за издавачот, прилози за работата на другите здруженија, прилози за актуелни теми, новости од секоја сфера, литературни прилози, култура, информации и друго. Благодариме за интересот и на укажаната доверба. Ваш Национален сојуз на слепи на Република Северна Македонија.